Празни возови, недостаток на вагони, малку локомотиви, катастрофално лоши пруги. Иако не безбеден, најкомотен и наевтин, железничкиот сообраќај кај нас е пред распад. Од празната политичка пропаганда, која во изминатите години побуди надеж дека конечно ќе се олесни патувањето преку модерни возови, остана само суровата реалност. Лоша железничка инфраструктура, укинување на веќе постоечки линии и отсуство на инвестиции за нормално функционирање на овој сообраќај. Дали уништувањето на овој сообраќај е со умисла за да се обезбедат подобри услови за одредени транспортни компании? Дали наместо интересот на граѓаните на прв план е тој на превозниците? Што се крие зад неможноста земјата да има нормален железнички сообраќај? Пред 100 години македонските пруги биле многу побрзи и многу пофреквентни. Многу повеќе луѓе и скоро целокупниот товарен сообраќај се одвивал со железница. Но последната шајка во македонските пруги е закована пред децении. Според реформите, после 2007 година, македонските железници се поделија на два дела, на Македонски железници инфраструктура, државна компанија која се грижи за состојбата на пругата и железничките станици, и на Македонски железници транспорт, државна компанија која се грижи за локомотивите, вагоните и останатите транспортни средства што се движат по шините. Ирфан Асани, кадар на Демократската унија за интеграција, веќе втор мандат е на чело на јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура. Многу инвестиции за модернизирање на овој сообраќај беа најавени, но во реалноста ситуацијата е поинаква. Тоа што знаеме дека последната реконструкција и доградби се направени пред 45 години. Например, Куманово, Скопје до Кичево, имаме пруга која не задоволува ни од параметрите за сигнализација и телекомуникација. Состојбата е далеко од розова и во Македонски железници транспорт, каде од пред неколку месеци директорува Шабан Зендели, кадар на партијата Алтернатива. Ние како Македонски железници транспорт имаме доста застарен возен парк. Ако земеме само број локомотивите како влечни средства, просечната старост на истите е 36 години и да не кажувам дека и имаме недостаток на истите, значи имаме сосема мал број на локомотиви што ни прават секојдневно потешкоти во поглед на извршување на тековните активности. Како бројка располагаме со 58 влечни средства, но во функција се 5-16. Сите други се ставени вон функција по подолго време. Некоја оптимална бројка би било 40 локомотиви да бидат во функција. Последната локомотиви се набавени, по мои сознанија, негде пред 25 години. Ништо подобра не е состојбата ниту со вагоните, односно влечните средства. Според бизнис планот на Македонски железници транспорт за 2018 година, компанијата располага со 47 патнички вагони, од кои во функција се само 7. Иста е состојбата и со товарните вагони. Компанијата како имот води 1311 товарни вагони, од кои вон погон се околу 60% или 760. Просечната старост на товарните вагони е 42 години.
Јас патувам од дете со воз, така што да, расходовани се тие старите, но пак што да правиш? Треба веројатно да се обноват, што да ви кажам. Лошата состојба во железниците се одразува и врз бројот на патниците. Според официјалните податоци, во 2017 година се превезени 467.000 патници. Само за споредба, во 1986 година, истата компанија превезла 6,8 милиони патници, што говори дека бројот на патници во железниците е намален за безмалку 20 пати. Не се однесува само за Македонија, него целиот регион. Тука Балканот буквално сме заостанати во однос на другите развиени земји. Патничкиот сообраќај, да бидеме искрени, веќе секој ден губи и губи од значај, во смисол што ако правиме некоја споредба дека во минатиот период во друмскиот сообраќај е инвестиран во патната инфраструктура и така натаму, што е добиена многу поквалитетна услуга, смисол на побрзо пристигнување од едно во друга дестинација. Во железничкиот сообраќај е направен обратниот правец. Ако јас, како Шаван, се враќам во минатото, од Куманово за Београд сум стигнал со воз за 6 сата или 7 сата максимум. На наше време, така да се изразам. Сега, во ова време, не е скратено тоа време, него минимум што може најдобро време за да се стигне од Куманово до Београд е 11 до 12 сата. За мене е изгубено и навиката да се патува со воз. Но навиката да се патува со воз не е изгубена во околните земји. Напротив, многу повеќе луѓе патуваат со железници. Според податоците до кои дојде скуп Македонија, бугарските железници годишно превезуваат по околу 10 милиони патници. Србија 7 милиони, Хрватска 20 милиони, а во Македонија само половина милион. Граѓаните на Република Северна Македонија веќе долго време се во исчекување на реализација на ветувањата за заживување на железничкиот сообраќај. Велат, овој тип на транспорт има многу поголеми предности. Возот е според мене најудобното ова сувоземно и најкомфортното и најбрзото превозно средство. Така што би требало да се инвестира во тоа. Покомотно е со воз. Па мислам дека е ради тоа, затоа што на автобус не е сигурно. Како што се случи горе во пред месец дена колку беше со автобусот, не се сигурни автобусите. Она може, не дај Боже, Бог да чува и возовите, ама 90% е побезбедно со воз да се патува колку со автобус. Според анкетата на Агенцијата за регулирање на железничкиот сообраќај, објавен во годишниот извештај за работа во 2017 година, задоволни од услугата на македонски железници транспорт биле само 9 од 100 од патниците. Лошите состојби во железничките предпријатија значат и изгубени шанси за подобар транспорт. Ние имаме, да кажеме, материјал што се увезува од странство преко пристаништето Солун за цементара. Бродот е околу 50.000 тона. Во тоа учествува и камионскиот превоз и ние како железница, бидејќи за 30 дена, што имат они рок за складиштирање во пристаништево, ние не сме во можност целокупниот товар да го пренесеме во Македонија. Зендели вели дека дел од состојбите ќе бидат ублажени со пари од кредит на Европската банка за обнова и развој. Со проектот од ЕБРД, што е во последно време се набавени гарнитури, 6 гарнитури за патнички промет кинески и некои 150 вагони. Во рамките на тој проект од кредитот од ЕБРД се предвидени и набавка на 4 локомотиви и тие се електронски кинески локомотиви. И чекаме секој момент, така наречено, да го добиеме првата локомотива, бидејќи е товарено од Кина,
моментално, ако збориме за денеска, се наоѓа во Кореја, се дотоварат разни други стоки во бродот, за да тргне према Македонија. Дел од причините за ваквите катастрофални состојби лежат и во самата железничка инфраструктура. Македонија има убедливо најмалку пруги од сите земји во регионот. Словенија има 60 км пруги на 1000 км квадратни, Хрватска 50, Србија 44 км, Косово 40, Бугарија 39, Албанија 31 и Македонија на самото балканско дно со 27 км на 1000 км квадратни. 45 години поред, но и последните 7 години кои сум тука, ние ја одржуваме железницата во минимални параметри. Ако влегуваме подетално да го зборуваме тоа би значило дека од 1300 км пруга, одржување и инвестиција во тоа од 3 милиони евра годишно е скоро еден камен или едно парче или едно камче во километар. Тоа значи реконструкција на 90% од постоечката мрежа и нови пруги. Тоа во превод би значило многу. Ние сме направили реконструкција на 30 км, например, на две делници од Коридор 10, кај што немаме вклучено, например, мостови поголеми или тунели. И исто така систем за сигнализација и телекомуникации. И сме стигнале некаде едната делница од 30 км сме ја завршиле за скоро 10 милиони евра. Другата што не е во реконструкција е околу 8 милиони евра. Но ако вие додавате тунели, мостови, па плюс систем за сигнализација и така натаму, ќе стигнеме на други параметри. Сега, ако све собираме на куп, можда и 1,5 милиарда би биле малку. Заинтересираноста на државата за железниците е никаква. Таа има заборавено дека железничкиот сообраќај е еден од најстарите организирани системи во државата, изграден уште пред 150 години. Денес интересот е само тие вработени да земаат плата и да има некаков социјален мир. Инвестирање во железничката инфраструктура е мисловна именка. Во Норвешка државата го покрива целиот трошок на инфраструктура. И плаќањето на операторите кон инфраструктурата е нула. Железниците на Косово, например, добиват 3 пати повеќе средства од тоа што добиваме ние со 1300 км, а они имаат само 300 км пруга. Значи Косово годишно добива околу 10 милиони евра од државата со 300 км пруга, ние добиваме 3 милиони евра со 1300 км пруга. И пак цената на пристап не е иста. Плюс они имаат либерализација, ние немаме. 0,3% од даношните приходи треба да одат исклучиво за одржување на железничкава инфраструктура. Либерализацијата е само уште еден показател дека државата воопшто не е заинтересирана за развој на железничкиот сообраќај. Досега имаше обиди да се воведе либерализација на товарниот транспорт во 2008 и во 2009 година, но тоа не се случи, а во 2012 година владата на Никола Груевски донесе закон со кој на македонските пруги може да се движат само возовите на македонски железници транспорт. Кога вие имате оператор кој е во монопол, и тој тогаш не треба да се грижи за компетиција. Немаш потреба да се грижи за компетиција. Ке работиш така како што се работи природно. Ги оставаш работите и колку што иде толку. Сите земји во регионот имаат повеќе оператори, вклучувачи и Косово, која покасно се вклучи во системот на трансформација и кој се пред нас. А имаат 3 пати помала мрежа. Пред да се донесе стопирањето на либерализација, имаше повеќе фирми кои беа заинтересирани да го развиваат железничкиот превоз во Македонија. Имаше компанија од Словенија, имаше компанија од Република Чешка, имаше и од други европски земји, имаше дури и австријски компании, па имаше и домашни компании кои сака да пораснат во оператори. Ние сме заложници на една фирма која не знам ни како се развива и не им е јасно што развиват и како прават.
Зендели од Македонски железници транспорт вели дека се подготвени за конкуренција во секторот. Ние можеме да се носиме со конкуренцијата и нормално тогаш истата работа повторно би требало да се подели со другите. Горан Сугаревски, министер за транспорт и врски, одби да се појави со изјава во овој документарец. Побаравме изјава од Боре Еркечов, директор на Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор, од кој го добивме следниот одговор. Развојните правци на железничкиот сектор и либерализацијата на пазарот не се во надлежност на агенцијата. Доколку имате други прашања, доставете ни ги на мејл адреса. За визуелен медиумски настап и давање интервјуа не сум подготвен. Катастрофална е и состојбата со вработените во компаниите. Така, железничкиот систем во социјализмот во земјава врзувал околу 11.000 вработени со сите придружни служби. Сега таа бројка е сведена само на вработување во Македонски железници транспорт и во Македонски железници инфраструктура. Во двете компании нема повеќе од 2000 луѓе. Уште полоша е состојбата во Македонски железници транспорт. Таму 30% од луѓето заминале во пензија во изминативе 4 години. Само за споредба, во бугарските железници има вработено 17.000 работници. Бугарија е 4 пати поголема од Македонија по население, но има скоро 10 пати повеќе вработени во железничкиот сообраќај. Нивните железници превезуваат 20 пати повеќе патници отколку кај нас. Ова гледка се уште е далечна за патниците во Република Северна Македонија. Запреткани во институциите, во нивните лаваринти, плановите за развој на железничкиот сообраќај остануваат само една убава приказна која се продава пред секои избори.